Вчера во Кавадарци официјално беше отворен првиот клуб на навивачи на Манчестер Юнайтед. Според Диме Коцевски, еден од главните иницијатори за целата работа, клубот на навивачи на Манчестер Юнайтед во Кавадарци веќе брои 50 членови, но бројката секојдневно расте. Атмосферата вчера одлична, позитивна, како одликува за фанови за ваков клуб од премиер лигата, а организаторите се погрижија сите да добијат пијалак, соодветни апетисани и торта со амблемот на Манчестер Юнайтед, од која секој помалку проба. Имаше и сечење лента за Аирли, а се случи и церемонијален говор како доликува за целата, според нас, ретко убава работа каде пред се другарува, се разговара, дебатира и се навива спортски. Клубот кој ќе стане официјално збиралиште на сите подржувачи на сите црвени ѓаволи од Тиквешијата се наоѓа во новиот центар на градот на улицата Моша Пијаде Безброј до експозитурата на Македонски пошти. Почитувани представници од медиумите, почитувани гости, почитувани кавдарчани, ваташани, тиквешани, почитувани фанови и симпатизери на најголемиот и најпопуларниот клуб у светот Манчестер Юнайтед, добар ви ден и добре дојдовте на свеченото отварање на просториите на фан клубот на Манчестер Юнайтед за Кавадарци. На почетокот сакам да ви се заблагодарам на сите што дојдоте денеска. Особено сакам да се заблагодарам на членовите кои што сега за сега се со членски карти, кои што веруваме дека за многу скоро време ќе станат во многу поголем број. И се разбира, најмногу сакам да се заблагодарам на оваа екипа што е тука до мене, која што го понесе целиот товар околу самата организација и реализирањето на оваа голема идеја. Кога сме веќе кај идејата, сакам да кажам дека оваа идеја е од некаден пред 5-6 години, меѓутоа од ништо викаме понашки од нему кает, не успеаме да реализираме ништо. Меѓутоа идејата пак воскресна кога беше супер купот помеѓу Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед во Скопје, каде бев еден од среќениците да го излечат на лотаријата, и таму видов еден многу чуден феномен. Манчестер Юнайтед со Реал Мадрид беа навивачите 3:1 за Манчестер. Меѓутоа, многу погласни беа навивачите на Реал Мадрид. Од една проста причина, затоа што беа организирани. Затоа што беа прекрасно организирани. Самото тоа некако искрено ме доболе, затоа што се топеме, иако беме 3 пати повеќе, а беме многу по негласни од нив. Изреволтирано од таа работа, дека скопјани, после 6-7 години превирање околу тоа дали ќе се прави официјален фан клуб на Манчестер за Македонија или нема да се прави, па едно време прелагаа дека има такво нешто. Изреволтирано тоа, си дојдов дома и направив еден чат на месенџерот со 5-6 души. Тие 5-6 души после станаме 15-20, па 50 и така се изроди ваа идеја да се направи ова што се направи. Значи се плаќа една символична членарина од 300 денара. Тие 300 денара, односно тие пари се искористуваат за плаќање чирија на овој објект, за плаќање на интернет, за кабелска, за потребите на клубот, самиот клуб. И здравје Боже, ако остануваат пари, ќе се тргат настрана, и со тие пари, здравје Боже, пак ќе кажам здравје Боже, некаден при крајот на Лига на шампиони или при крајот на првенството, ако Манчестер, а верувам дека ќе се бори и таму за титула, да пратиме двајца сречници на Олд Трафорд да го гледат Манчестер уживо. Тоа ни е една од целите, меѓутоа сепак примерна цел на овој клуб и на оваа екипа и на таа екипа таму позади камерите ќе биде клубот на фанови на Манчестер Юнайтед за Кавадарци да стане официјален клуб на Манчестер Юнайтед за Македонија. Да си миниме многу убави моменти, многу победи тука да прославиме титула и у премиер лигата и у Лига на шампиони. Еве може и ЕФА купот, не е проблем, не се буниме, нели? Да се дружиме вака, да бидеме сплотени како што беме до сега и верувам дека овој клуб навистина ќе постигне големи висини.